Чаирчани не ги интересира високата политика, националистичките и воинствени пораки, не ги интересира она што го добиваат во предизборието пред се од страна на ДУИ и партискиот лидер Али Ахмети, она што го очекуваат е решавање на секојдневните проблеми, почиста општина да ги снемади во градбите, асфалтирани улици, пешачки премини со цел поголема безбедност, пред се за најмладите. Пред камерата на Алфа Чирчани бараат тоа да бидат темите со кои аспирантите за градоначалничкото место ќе ја бараат нивната поддршка. Па главни проблем корупција, мито, дивоградби, нечистотија. Види нема овие, не можеш да поминеш на премин, нема ни линии, ни ништо, ни боја не стали, ни ништо. Тоа треба да се прави, види, не можеш да поминеш на тоа. Све. Што се поточи? Инфраструктура, сите, еве, пешачки има ли некаде, види пешачки премин, дали има бели линии. Тоа ти докажува. Да, ништо нема. Баш ништо нема. Проблеми има многу само. Во џубре сме заонадени, во... Така, нема шо. Се гледах колку можеме да онадиме. Многу е. Прљаво многу е. Загаден, не се диши градов. Се надеваат на подобра иднина, но не се задоволни од начинот на кој се води кампањата во досегашниот период. Според нив не треба да бидеме сведоци пред локални избори, реториката да се води на националистичка основа. Дел веруваат дека ќе биде подобро во иднина, дел пак сметаат дека такво нешто нема да се случи. Па се надееме се убо да биде. Тешко. Тешко. Кај секогаш. Како и секогаш. Ако знаеме во која состојба сме. Ако состојбата е лоша, кои се нагоре чекорите кои треба да ги правиме. Колку треба да бидеме чести и издрживи да не примаме мито, корупција и тие работи. Чаир е можеби и најинтересната општина кај албанскиот политички блок, таму се борат вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджитиот Вреди и поранешниот министер за надворешни работи и партиски потпредседател на ДУИ Бујар Османи.